Пукнато црево за достава на течност за производниот процес на Technical Textile е причината за излевање на мистериозната бела течност во водите на Брегалница вчера попладне, објави денеска на прес градоначалникот Благоје Бачварски. Се работи за транспортна компанија, трето лице кое што има склучено договор со фабриката Technical Textile и кој што врши услуги за нивните потреби за производствениот процес и ја доставува таа течност до нив, но хаваријата која што практично настанала со пукањето на тоа црево ја разлеала течноста низ нивниот круг и низ дворот и се слеала кон првиот атмосферски канал, така што гравитацијски водата се движи кон првиот атмосферски канал и е целата стигната до реката Брегалница. Така што тоа е тоа што и ние го увидовме вчера, но и инспекторатите денеска го констатираат. Дали излејаната течност содржи токсични материи? Представници од спомнатата компанија во разговор со градоначалникот тврделе дека нема. Јас разговарав и со представници од фирмата, но сепак за мене релевантни ќе бидат институциите на системот, да го слушнеме нивното мислење, така што тие тврдат дека тоа не е токсична течност, но јас со тоа не можам да калкулирам, заради тоа што дека не се тоа испита, истражи од надлежен орган, државен орган со потврда, со сертификат, јас не можам тоа да го тврдам. Во меѓувреме, граѓаните се револтирани. Последниот еколошки инцидент не е прв, но посакуваат да биде последен атак врз животот на најголемата река на истокот и символно Штип. Па последно некој натаму да биде. Не убаво, не. Не бе воеш до никаде воеш. Никој пат ја 100 години, па не текло вака во. Не треба, зашто треба да има? Не треба да има такива заболевања. Абе не може да ја изчистиме Брегалница, ја како особа да ја изчистим. Да. Тоа фирмите големи. Штипската јавност со нетрпение ги очекува резултатите од земените мостри на загадената Брегалница. За тие да бидат што побрзо презентирани во јавноста, потребна е реорганизација на надлежниот државен инспекторат. Така би бил поефикасен во својата работа, тврди денеска за телевизија Стар заменик министерот за животна средина Јани Макрадули. Очигледно мора инспекторатот да се реорганизира во смисла да работи 24/7. Се покажа дека има твининг анализа една со Европската унија, дека проект финансиран од Европската унија, дека инспекторите на локално ниво се на послаба карака, не сакам да го минимизирам нивното значење, но сепак во општините има, како што е сега, например, технолошка индустријската зона во Штип, повеќе наликувана фабрика, отколку на некој лаборат кој што практично истреба да дадат со еден кафич. Во меѓувреме, остатокот од последното загадување се уште е видливо во Брегалничките води. Ова што го покажува камерата е главниот одводен канал од каде што вчера попладне истече мистериозната бела течност во водите на Брегалница. Во текот на денот водите се разбистрија колку толку, белата течност ја нема, меѓутоа за да не остане многу подолго време бела, односно заматена, придонесоа и ова исто така мистериозна црвеникава течност која што во овој момент тече во водите на Брегалница. Што значи уште еден предизвик за надлежниот еколошки инспекторат за повторно да излезе на терен, за повторно да земат мостри и да испитаат дали пак и ова за неполни 24 часа ново, можеби во помали количини загадувања на Брегалница, ќе представува опасност за биодиверзитетот на најголемата река од македонскиот исток.